Почитувани, добар ден, јас следите Црвена линија. Обединетите нации се создадени како символ на мир и надеж, но денес многумина ги гледаат и како немоќен наблюдувач на војните што ја кршат планетата. Прашањето е дали ова организација може да се реформира и да ја врати својата моќ, или ќе остане заложник на големите сили и правото на вето. Па еве, денес секако ве прашуваме во Црвена линија, верувам дека ќе имаме една богата, како и секогаш, дискусија со вас, а тоа е дали Обединетите нации, немоќен наблюдувач на војните, според вас ова организација има иднина. И кога сме кај прашањата, секако ќе ве потсетам во овој момент, ако не следите, се разбира, на Инстаграм, ве замолувам што поскоро се разбира да го сторите тоа. Заследете го профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Стори во текот на овој ден е објавена новата анкета, а прашањето на кое што сакаме да земете активно учество, односно на оваа анкета да земете активно учество и да дадете одговор е дали Обединетите нации според вас се под А фактор за мир или под Б институција на хартија. Кликајте на полето кој што го содржи вашиот одговор. Секако Црвена линија ќе ги сумира и пресмета резултатите во проценти, а ќе ги соопштиме редовно како го правиме и тоа некаде кон крајот на ова денешно издание. Ќе ве потсетам задолжително да не заследите од овој момент, ако не следите и на Facebook. Она што ви треба е профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Темите редовно ги објавуваме и на двата зида на Facebook, на нашите профили, што значи таму можете во рамки на ова денешно издание активно да давате одговори, да учествувате во дискусијата преку пишување на коментари. Од технички аспект, како постојано, па така и на самиот почеток, ве потсетувам по вртењето на бројот на 0230700005, задолжително и целосно да биде намален тонот на ТВ приемникот. Се разбира, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, па да не ги трошиме секундите предвидени за вашите одговори во проверка на квалитетот, дали и колку добро се слушаме. Со оглед на тоа што ако не го намалите тонот на ТВ приемникот, се разбира, ќе имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени и така натаму. Тоа е исклучително важно. Па ако сте подготвени сме и ние, и за оние кои што може би сега во овој момент се вклучувате. Денес Црвена линија ве прашува дали според вас Обединетите нации како организација имаат иднина и секако дали Обединетите нации се фактор за мир според вас или пак институција на хартија. Добар ден! Секако од кога ќе ве превземат во режија, потрудете се разбира покрај тоа што задолжително ќе го намалите тонот на ТВ приемникот и да останете на линија. Внимавајте и на тајмерот кој што предвидува 90 секунди, бидејќи автоматски се исклучува, но токму од тие причини го објавуваме на екраните. Ајде да се обидеме сега повторно. Добар ден! Добар ден! Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Еве. Вам и на вашата цела екипа. Благодарам. Кои се вашите одговори на нашето прашање? На вашето прашање, тоа е само на хартија, а не на онака. Според вас, која е еднината на Обединетите нации како организација? На Обединетите нации е само на хартија оставено, а да се реши тоа не може. Толку имам да кажам. Тоа е се добро, исклучително куси, но доволно јасно. Еве почнавме со најкусно излагање, но затоа продолжуваме со вас. И ве потсетувам, заследете не и на Facebook, над зидот на профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија објавена темата за денес. Пишувајте коментари и секако во текот на ова издание како одговори ќе ги читаме. Инаку еве јас ќе продолжам со добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Јас мислам дека Обединетите се нации немоќен наблюдувач на војните. Дали оваа организација ќе има иднина? Оваа организација нема да има никаква иднина. Затоа што со Обединетите нации управуваат големите сили. Они како што ќе кажат, така ќе биде. А малите сили можат само да траат
и ништо да не зборат и да бидат неми посматрачи. Значи, големите сили решават за сите работи што се случуваат во светот, за сите војни што се отварат на сите страни. Тие се големите сили тоа го работат намерно, за да се намале населението на земјината топка. Тие не се заинтересирани за малите држави. Тие едноставно сакат да ги уништат малите држави. А Обединетите нации ништо не можат да направат спрема тоа. Едно време Обединетите нации имаа голема улога во светската политика. Сега Обединетите нации немат никаква улога во светската политика. Како ќе речат големите сили, така ќе биде. Они можат да стават вето на кој сакат прашање и улов. Благодарам за учеството и одговорите кои што ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Потсетувам, внимавајте на тајмерот, одбројува 90 секунди. Продолжуваме со вас. Еве, според вас, која е еднината на Обединетите нации? Дали според вас тие се организација, фактор за мир или институција на хартија? Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно да зборувате. Добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Па, Обединетите нации ја изгубија на својата улога која ќе имаја. Значи, не се повеќе се миротворна организација, ама на папиру, на книга, иначе не можат ништо да прават. Дивната улога ја превзеде Америка, која што прави што сака. Обединетите нации, например, има резолуција 1244 за Србија, меѓутоа Америка не ја испочитува таа резолуција. Едноставно, Америка е тука, на Косово прави нова република. Исто така и во Босна. Тоа е за нашите, бившите југословенски простори. Да не зборуваме за Либија, која што ја направи сол и пепел. Значи, ја истори целата. Еве, сега му се токми повторно, Америка се токми повторно да влегува во Афганистан. Значи, за Израел да не зборуваме, го поддржува и то како. Таму Обединетите нации не можат на баш ништо да направат. Кога би ја имале она сила која ќе имаја порано, да, би можеле. Меѓутоа, едноставно Америка е за сега е прва во свет. Благодарам многу за споделеното со гледачите. Ве замолувам, внимавајте на тајмерот. На 90-та секунда, колку што е предвидено едно вклучување, автоматски прекинува линијата. Но и ќе ве охрабрам, се разбира, доколку сакате да се надополните, тоа праксата го покажува. Секогаш сте добре дојдени повторно да го завртите бројот 023070005. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добро, во меѓувреме секако ќе ве потсетам да бидете активни и на Facebook, па и ќе ве префрлам таму со оглед на тоа за да ви покажам како изгледа објавата на денешната тема на Црвена линија. Обединетите нации, немоќен наблюдувач на војните, дали оваа организација има иднина? Тоа и ве прашуваме во Црвена линија. Веќе пристигнаа коментари, но за сега одиме со вас во живо. Верувам дека секој еден од вас ќе зема активно учество во Црвена линија. Прашањето и од денешната анкета ќе го поставиме во живо, а тоа дали еве Обединетите нации се според вас фактор за мир или пак институција на хартија. Добар ден. Добар ден, моја ученичка Тина. Добар ден, господине Роме. Ученичката моја, медицинската сестра се викаше Тина. Еве, и заедно имам поетска творба. Така, ајде да ве слушаме во однос на тоа според вас која е еднината на Обединетите нации како организација? Никаква организација е тоа. Да си владаш сам со себе, а не да ти команда други. Кој ќе ти команда други, Господа те вади од друга команда. Ти да си решаваш за државата своја, а не други да ти кажува што да преш. Тоа е така.
Јас затоа бев учител. Така и учив учениците јас. И дали е грешка или не знам. А не е грешка. Треба и сам да знаеш за себе. Да си ја сакаш својата држава, својата мајка. Од мајката подобро нема. Една е мајка и една е мајка земја. Друга мајка не можеш да имаш. Ни друга држава ти е мајка. Една ти е мајка. Таа што те родила, што те доила, што те израстила. Таа ти е мајка. И држава ти е една, таа што те родила и ги се израстил, таа ти е мајка земја. Кажете ми, ве молам, Обединетите нации според вас каква иднина ќе имаат? Никаква. Никаква. Не е таа организација за народот. Тие за да владеат со светот, затоа тие влегуват тоа. За тоа е. Не за друго. Во ред, благодарам многу за одговорите и активното учество во Црвена линија. Секако ве подсетувам, Обединетите нации се создадени во 1945 година со цел да го спречат повторното избувнување на глобални конфликти. Но денес, додека војните беснеат од Европа и на Блискиот Исток, односно до Африка и Азија, Обединетите нации изгледаат како немоќен наблюдувач што не може да мрдне со прст за да донесе мир. Дали организацијата што некогаш представуваше надеж за човештвото, денес е само символика, и дали проблемот е во структурата, во вето правото или едноставно државите веќе не веруваат во мултилатерални решенија. Од тука Црвена линија еве ве прашува денес, според вас, која е иднината на оваа организација? Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте. Во програма? Да, во Црвена линија сте. Благодарам. Па, каква е иднината, јас не можам да кажам. Само посакувам да биде добра иднината. Обединетите нации да опстанат и да действуваат како што било тоа порано, да речеме, затоа што сега во моментов не е баш најдобро нивно за действување. А причината, напомнахте вие, дали до вето или до нешто друго, јас мислам причината е до национализмот на глобално ниво пораснат. Поготово во големите држави. Значи, оние човекови права што Обединетите нации некојаш ги воспоставиле, како да владеат властите во државите, не се почитуваат. Туку се почитува надмоќта, некако како да властите во големите држави се враќаат на анархистичко владење. Значи, јас сум поединец и јас сум се и јас се правам со оваа држава. Без разлика таму дали има една нација или повеќе нации на граѓани. А тоа може да се види и во помалите држави, како што еве и во Европа се случува во некои држави. Да не збориме со Америка и со Русија. Како вика Трамп, јас сум се, како вика Путин, јас сум се, јас што ќе речам и така натака. Ама тоа не е добро за иднината на човештвото, според мене. Затоа јас посакувам Обединетите нации да се Благодарам за одговорите. Учеството во Црвена линија, подсетувам, внимавајте на тајмерот. Ајде да видиме какви одговори имаме кај оние кои што активно учество веќе зема на профилот на Црвена линија на Facebook. Уште во овој момент, уште еднаш ќе ве подсетам, заследете на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Пишувајте коментари, практично дајте одговор и учествувате активно во денешно издание. А прашањето и на зидот на Facebook на Црвена линија е: Обединетите нации немоќен наблюдувач на војните, дали оваа организација има иднина? Давор Филиповски напиша: само перење пари и криминал, ништо друго, се е лук и вода. Благодарам, Давор, за активното учество во Црвена линија. Продолжете, пишувајте коментари. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден, господине Тале. Која е иднината на организацијата Обединети нации? Јас посакувам да видим мојна организација со одлуки кои ќе ги почитуваат сите во светот, но за жал големите сили, поготово Америка, се тера по свој кеф, нели, бомбардира без дозвола на Обединети нации, го поддржува Израел во геноцид, врз масакр, врз палестински деца и народ. И за жал, таа организација деновиве нешто малце ме радува, гледам дека кога овој Нетањаху зборуваше нели во тоа генерално собрание, скоро цела сала таму има нели делегати од многу држави од цел свет,
напуштија сала, тоа е еден вид на протест и знак. Мило ми е што многу држави деновива ја признаа Палестина, дај Боже да има ефект, но женава што кажа пред мене дека не знам биле криви они и оние. Мислам дека многу се најлоши се предавници кај својот народ. Во многу држави не би бил толку мојќен окупаторот или надворешниот непријател ако во тие држави нема предавници кои се откажуваат од своите национални обележја и од своите национални интереси и идентитет. Таквите луѓе се многу опасни, поопасни се од секој окупатор. Така ги има и во многу држави, така ги има и кај нас, кои се предавници, кои се наше македонско предаваат, причат дури. Благодарам за учеството и одговорите. Секако тука во продолжение ќе ве потсетам секогаш за да бидете целосно, брзо и квалитетно информирани, кликајте на telma.com.mk. Па во однос на темава секако и задржите се на неколку наслови кои што ги издвоивме. Еве еден од тие. Трамп вели дека бил саботиран во Обединетите нации и бара итна истрага. Американскиот председател Доналд Трамп убара од Обединетите нации веднаш да отворат истрага за тројната саботажа во која тој се најде во центарот. Според американскиот председател, саботажите се случиле за време на неговото пристигнување и говор на сесијата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк оваа недела. А ние ве посетуваме дека Обединетите нации се создадени во 1945 година со цел да го спречат повторното избувнување на глобални конфликти. И од денеша нагол, како ви се чини, според вас, која е иднината на оваа организација? Добар ден! Добар ден! Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Видете, јас како студент на прва година бев пратеник од правниот факултет на научни почнем кога за Обединетите нации имаше за положението на малцинства во Европа и кај нас, тоест во Југославија. И дојде еден представник, заменик на Јасеф Арафат, тоа беше се амбасадори од цела Европа, да речем, не од цела, ама од повеќето, од Балканот. И јас го прашувам од Палестина, добро, што мислите кога добиете држава, да ви дадат, дали ќе продолжи со акции терористички таму, ваму, дали ќе сакат да ги фрлите евреите во море, и тој нашиот што беше представник што водеше, тој неврзаните беа почитувана Бог и батина. Така? Гледам така ме слушаш. И не сме... Внимателно ве слушаме, продолжи. Да, браво. Вика, и овој вика, кажи ме што праша. Повлечи го прашањето. И па представникот. Повлечи го, викам, не го повлечам, нека сака да зговори, не го сака. Не морам. Представникот што беше од палестинска организација. И вика, не, како, нема да она излезе дека прават терористички акции. А од друга страна, јас и го правдувам Доналд Трамп. Не сите јас посакувам, она посакувам. Кој не праша, односно, кој ве праша вас дали ти посакувам? Добро би било, која војна ја спречи бе Обединетите нации? Никоја. Могате да посилниот. Значи, тоа е. Дали ме разбирате? Не знам, поентата е доста дисперзивна. Благодарам многу и подсетувам сега како сакате да се надополните, да искажете, повторно завртете го нашиот број, бидејќи 90 секунди се предвидени за едно вклучување, но нема да изоставам секако да ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија. Одиме повторно на Facebook, се зголемува бројот на коментари, одговори. Благодарам и тука што сте навистина активни во денешната дискусија. Продолжуваме со коментарот на Благоја Петровски. Дали ова организација има иднина? Еве Благоја што напише: институција на хартија, кај што има сила, нема правда. Ние тоа го почувствувавме во 1993 година, кога не примија под уставното име Република Македонија. Нема моги да се реформира и да се реформира повторно, ќе биде под влијание на големите и мокни држави, кои самите не почитуваат одлуки на Обединетите нации. Доналд Трамп се жали на Обединетите нации дека не работат како што треба, а самиот заборава или намерно не кажува дека неговата држава
прва ги прекршува принципите на Обединетите нации и тоа се виде преку примерот на бомбардирањето на Србија во 1999 година и Ирак во 2003 година без дозвола на Обединетите нации. Големо благодарам и за Благоја Петровски за учеството во Црвена линија. Продолжете да учествувате, пишувате коментари и ве подсетувам за да учествувате треба да не заследите профилот е Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија, бидејќи и таму паралелно ги објавуваме темите за кои што говориме, како и оваа денес. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вакси. Обединетите нации ја гледам како институција на хартија и како филијала на големите луѓе може да функционираат и промовираат сила, а не почитувајќи ги сите уставот во ничија земја. Погледнете вие американците кои глумат демократи за човековите права. Па тие се тие кои не се подписници на Конвенцијата за правата на детето. Тие се тие кои не се подписници на многу други конвенции. И сега ќе се жалеле. Господинот Доналд Трамп, оној што го знаеме не е тој Доналд Трамп, туку тој е волк во овча кожја. Ви благодарам и имајте убав, пријатен ден. Благодарам многу за одговорите и учеството. Секако продолжуваме со вас. Се што треба, особено за оние кои што ќе посакате, верувам ќе имаме такви за прв пат да се вклучите во Црвена линија, доволно е да го завртите бројот 02 307 0005 и да го намалите веднаш тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Добро, во продолжение додека чекаме ново вклучување, да ве потсетам уште еднаш, секако наслов на кој што исто така можете да го задржите своето внимание. Доволно е да се клика на telma.com.mk, а она што извоивме во однос на темата е најнова вест, односно Обединетите нации отворија истрага по тврдењата на Трамп дека бил жртва на тројна саботажа. Па добар ден. Дали се слушаме? Добро, ќе го искористам времето. Јас како реков да останете на линија, секако координации добивате и од режијата, но најважно од се да се намали тонот на ТВ приемникот, за да немате чувство дека воопшто не сте вклучени, а ве чекаме и некако слушаме дека има некој. Ајде ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Не работи телефонот. Добро. Ајде, оно што секако работи, а можете да бидете и како активни, е секако анкетата во која што можете да земете удел со ваши одговори. Односно, Црвена линија редовно и секојдневно објавува анкети кои што се на Instagram стори и се функционални во текот на целиот ден. А резултатите од истите ги објавуваме конкретно на секој едно издание, пресметани во проценти. Па ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, време е да не заследите, секако ќе потсетам и профилот на Телма телевизија, што поскоро кликнете на Инстаграм стори. А таму прашуваме дали Обединетите нации се под А фактор за мир или пак под Б институција на хартија. Дали може и тоа да покажеме? Еве, вака изгледаме на Инстаграм стори. Добре додени сте сите, кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор. Продолжете секако да пишувате и одговори, коментари на Facebook и додека чекаме опоравување на телефонската линија, најверојатно блокирана, ништо страшно. Секако да продолжиме кај оној наслов кој што ви го посочив. Значи telma.com.mk и Обединетите нации отворија истрага по тврдењата на Трамп дека бил жртва на тројна саботажа. Ајде да ве слушаме според вас каква е иднината на оваа организација. Добар ден. Ало, поштовање госпожа Тина. Добар ден. Ајде да ве слушаме според вас каква е иднината на Обединетите нации. Ќе одговорам на второто прво. Дали оваа организација има иднина? Има. Све додека постојат држави, све додека постои човечанство до народ, ќе има иднина. Сега,
Дали ќе биде понатаму наблюдувач, ќе биде алиби на големите сили да си прават како што сакат. Пред мене човекот што се јавили пред 20 паметно, значи памти, ја памтам. Дали имаше одобрение Обединетите нации што ја нападна Србија? Дали имаше Садам Хусин кога Тони Блер му текна, има хемиско оружје, вакво оружје, испадна све дека лага? Дали некој реагираше? Не. Значи од сите аналитичари, постарите што памтиме, најдобар бил затоа и ако викат во несреќа тој Утан што погина 60 и која година, 7-8 во Уганда. А од тогаш све како ќе кажат големите сили, така си места твој човек. Така и овој Гутереш, така и пред него што беше Америка ти е дезиран полицаец. Што викаат Америка е злото на човечанството без кое не се може. Ама друго решение немаме. Затоа игам, ке си постојат организација, све дојка народова, него дали ќе има некој, да не кажем што, сила да му се спротистави на тие големи сили, да рече, чекај, тоа е голема работа, сега ќе фатат тој што исклучи лифтот, ќе го суспендират од работа и што? Благодарам за учеството, напомена, подсетувам, внимавајте на тајмерот, но истовремено и ве охрабрувам додека траеме, завртете повторно 023070005, нека биде намален и целосно тонот на ТВ приемникот. Продолжуваме секако денес темата, односно централното прашање на Црвена линија. Според вас, каква е еднината на Обединетите нации како организација? Добар ден. Добар ден. Едно ќе ви кажам. Повелете. Значи, Прва светска војна ко заврши, имаше Лига на народи. Та Лига на народи пропадна. После тоа имаше Втора светска војна. Обединети нации моментално се во иста ситуација како Лигата на народи. Дали сум во право? Продолжете, ве слушаме. Продолжете, ве слушаме. Значи, Лигата на народи пропадна, сега, значи, Советот на безбедност, значи, Јапонија стана сила, Германија стана сила, не се вклучени во Совет на безбедност. Он не постои поќе. Единствено што може да не спаси, овие нуклеарки што ги имат сите, да не ги употребат. Крај. Еве, каде го гледате проблемот? Дали е во структурата, во вето правото или едноставно државите веќе не веруваат во мултилатерални решенија? Застанете, да ги објаснат јасно. Обединените нации, Совет на безбедност беа победничките сили. Јапонија, Германија, Гинем. Добро, ве слушавме сега, кој драго ни е што бевте дел од Црвена линија, а одговорите се разбира кои што ги давате, се дел од оваа дискусија во која што верувам се повеќе и повеќе ќе се вклучувате, па дури ако немате навика и ве да се јавувате во контактни емисии. Продолжуваме понатаму со вас, она што ве прашува Црвена линија денес е каква е според вас еднината на Обединетите нации? Еве, дали проблемот го гледате во структурата, во вето правото или едноставно државите веќе не веруваат во мултилатерални решенија? Добар ден. Добар ден, повторно јас. Секако повелете. Како вика господинот, од внатрешни предавници. Таква врска имаат Обединетите нации со внатрешните македонски, да ги речам, предавници. А тие не може нас да не контролира внатре. Обединетите нации се создадени за да не дојде до конфликт, да не дојде до војна, да прават превентива. А веќе кога ќе дојде, да помогнат на населението што е таму и да посредуваат да се заврши со помалку жртви, така да се изразам. И сега Трамп, некој го фали, некој го критикува. Па Трамп саботажа републиканците може да му направат, кој друг? Како рече тој, за 48 часа ќе го смири воениот конфликт со Украина и Русија. Па ништо не направи, колку пројда, колку пати по 48 часа. И сега не знам дека сите се
председатели што ќе бидат на Америка ќе бидат како Трамп. Па 4 години ќе поминат, ќе видиме што ќе се случи. Исто како што и овде кај нас. Ние сме членка на Обединетите нации и имаме право да разговараме и како што имате право да ставите темата. Кој сме ние да разговараме? Кој сме? Па ние сме дел од светот, кога веќе сме членка од Обединетите нации. А не некој да ни каже дека имаме право, што можеме ние. Па ние ако само ќутиме и си ги слушаме предавниците во наводници што се прават патриоти и само спомнуваме, сега ќе одам на друга тема, шарена револуција. Благодарам за вклучувањето и тоа повторно. Еве практично покажавме како изгледа кога можете и секако и понатаму продолжете не само да гледате, туку и да бидете активни и да се надополните или надоврзете со повторното вртење на нашиот број. Само ве замолувам да се држиме до темата, бидејќи црвена линија се активира ако се излезе од темата, а особено се активира доколку не се држиме до пристојноста, односно културната употреба на зборовите. Тоа значи да се во говорот да ги изоставите целосно зборовите кои што се навредливи, вулгарности, пцолсти, говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Одиме повторно на Facebook, пристигаат нови коментари и продолжуваме со коментарот на Јован Зашев. Еве што напиша. Тоа е само една обична организација на хартија. Сите војни во светот се режија на мокните фамилии кои владеат со светот. Благодарам, Јован Зашев. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. И јас повторно, како што рече ова господја, Слободно. и јас повторно, ете така, пошто некако на брзина дојде. Значи, со научен симпозиум, како представник на правниот факултет прва година, им постави прашање и овие им фувкаше, нели ги испотепа таму тие шеве спортистите од Израел во Михен и мислеа дека некои нешто и се растори овој симпозиум, тако имаше амбасадори, турковски, други, овие, оние, вид виделија Фатија почитувана. И се заврши с кој кај дошол пут под ноги и па назад. Значи, има постојани членки на Советот за безбедност. И има што ротираат. И овие што се постојаните можат било која одлука да поништат и не може да функционира фактички обаче. Од друга страна, за Обединетите нации добро е да постојат па макар и на хартија. Да речеме како гласот на разумот на совеста. Нека биде и тоа, ама ќе се издишат. На чим една гума е дупена, кај да ќе мора да ја менјаваш. Не бива, не оди. Од ќе го расипиш бандажот. Што значи нема перспектива на Обединетите нации, привидејќи секоја членка од Совет без може да ја поништи да дерогира. Да не се примени. Што значи, во самата суштина остава Трамп, седи го уништија таму, унака Сорос, кај на Сорос, муште пали гаси и во полицијата и сегде. Благодарам за повторното јавување и за новите 90 секунди. До сега можевме да слушаме многу гледачи. Се разбира, продолжуваме со црвена линија. Прашањето е дали Обединетите нации како организација според вас имаат иднина и дали Обединетите нации се фактор за мир или пак според вас институција на хартија. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас. Ве слушаме, повелете. Според мене Обединетите нации имаат иднина во светската политика. Впрочем, од секогаш имало сојузи меѓу државите во историја. Значи, ние сепак многу, како Македонија, како македонци, многу се преценуваме во нашите коментари. Многу се преценуваме. Зошто го велам ова? 600.000 македонци има во оваа македонска држава. Ако ги исклучам мешаните бракови и другите малцинства, толку се македонци. 6-7-800.000. И со кое право ние се расправаме сега за Обединетите нации? Дали сме се прашале дека сме никој, бре, луѓе? А видите што се случува со буништата. Видите, ја стои лјадната публика во Штип
а и трагедијата во Кочани. Споредете ги тие работи. И на крајот, ако не бе Обединети нации, од Македонија неќе имаше и буква М да постои. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Почитувани, дојде времето за реклами, но се уште имате време да дадете одговор на анкетата. Прашањето е дали Обединетите нации се фактор за мир или институција на хартија. По рекламите следуваат резултатите. Ајде сега да погледнеме оние кои што не следат на Инстаграм како одговорија на денешната анкета. Дали Обединетите нации се под А фактор за мир или под Б институција на хартија? Со под А фактор за мир одговорија 23%, а под Б институција на хартија 77%. Подсетувам за следете на Инстаграм, на Фейсбук, профилите на Црвена линија и секако на Телма телевизија. Кликајте и информирајте се на telma.com.mk, а секако не го менувате каналот, бидејќи под Црвена линија следува да си кажеме со Горан Петрески, со Александар Србиновски и Милан Стефановски. Темата е за безбедносната состојба во светот.